Добар ден, почитувани. Ова е најновата Телма амбуланта. Дали реконструкцијата на дојка секогаш е возможна? Кога се прави во ист акт со мастектомијата, а кога мора да се почека? Како се изведува? Со импланти, сопствено ткиво или комбинација од повеќе методи? Дали жените кај нас се доволно информирани и заинтересирани за реконструкција по оперативно отстранување на дојката и колку често се носат превентивни одлуки, како случајот со Анџелина Џоли? За современите можности на реконструктивната хирургија, денеска во Телма амбуланта разговараме со асистент доктор Благоја Србов, специјалист по пластична и реконструктивна хирургија. Како и досега при крајот на емисијата, ќе ги отвориме телефонските линии за да можете да поставите прашање во програма, затоа останете на Телма. За реконструктивната хирургија на дојка, која што е повеќе од естетски зафат, денеска разговараме со асистент доктор Благоја Србов, специјалист по пластична и реконструктивна хирургија од Универзитетската клиника за пластична и реконструктивна хирургија. Докторе, добре ни дојдовте во Телма амбуланта и добар ден. Добар ден, Марија. Добро најдов. Кога некоја жена ќе има потреба за мастектомија, единочна или двојна, односно кој ќе има потреба за отстранување хируршко на едната или двете дојки, дали со неа веднаш се разговара и за реконструктивна хирургија на дојката? Или во тие моменти жените размислуваат само за лекување на карциномот? Во принцип, најчесто гледаат тие првин да, како што викаме, да спасат глава. И тоа е примарното кое што тие го размислуваат во моментот. Во однос на мастектомиите, кои што ги работат пред се кај нас торакалните хирурзи, имаме ние убава комуникација со нив и соработуваме, така да гледаме да ги спремиме уште пред да ја направат таа интервенција, пред мастектомијата, да знаат дека имаат решение и понатаму, дека не се стаени така. И гледаме да тоа да соработуваме и со нив за да ги спремиме за, ние викаме, еден подолг пат кој што на крај треба да ни резултира со убав, нели, резултат, да тоа да биде и прифатливо и да биде пред се и пациентката психички спремна, а и физички спремна за се што следи понатаму. Значи е потребна соработка помеѓу торакалниот хирург, хирургот за реконструктивна хирургија и самата пациентка. Самата пациентка и онкологот. И онкологот. Многу битно. Така, да, тоа е еден. Да, тоа е еден цел, викаме ние, мултидисциплинарен систем, за да може на крајот да се добие најидеален изглед. Бидејќи они ќе ја направат мастектомијата, торакалните хирурзи, али нас например има нешто понатаму кое што нас ќе ни треба, например да кажеме, да ни остават, ние викаме, да ни останат повеќе ткиво за да можеме ние да го реконструираме дојката. Од една страна тие сакаат да се радикални, од друга страна ние сакаме, нели, тоа да изгледа понатаму, да дадеме квалитет на живот и понатаму. Дали тоа значи дека нека секоја пациентка може да се направи реконструктивна хирургија на дојка? Еве доколку недостасува ткиво или кожа? Доколку недостасува ткиво или кожа, постојат различни начини на кои што може тоа да се направи. Например, можеме да ставиме експандер. Тоа значи дека ако ставиме проширувач, тоа на некој начин ќе го зголемува тоа ткиво, таа кожа и подкожа, и добиваме простор каде што понатаму можеле да ставиме, например, дефинитивен имплант. Исто така, доколку пациентката не сака имплант, постојат и различни други опции, како што е реконструкција на дојка со сопствено ткиво, односно со ткиво кое што ќе го земеме од друг дел на телото. Покрај експандерот некогаш се случува да ние, ако сакаме да го подобриме и квалитетот на кожата, можеме и чисто масно ткиво да ставиме, тоа се вика липофилинг, да ставиме, да земеме маст од едно место и тоа да го трансферираме на друго место, каде што понатаму тоа ќе на некој начин подобри самата кожа и ќе ја припреми за поставување на дефинитивен имплант или пак експандер. Значи има различни пристапи кои што ќе овозможат реконструкција на дојка, дури кај оние кои што има порадикална хирургија изведена. Да, апсолутно постојат опции, постојат доста опции и најважно ни е нас да тоа се разговара со пациентот. Да имаме убава соработка со пациентот, бидејќи да знаат кои се можните очекувања на крајот од интервенцијата и да знаат што може да се случи во текот на целиот тој пат. Што најмногу ги плаши
пациентките кога разговарат за реконструктивна хирургија на дојка? Пациентките секогаш кога доаѓаат прво прашуваат дали ќе ми се врати болеста. Они мислат дека и кога ќе се направи реконструкција на градата дека може да се врати болеста. И сосема е окей тоа размислување. Бидејќи тоа нив е тоа што ги уплашило највеќе и од тоа се плашат тие моментално, да не случајно се поврати болеста. Друга работа која што ги плаши се самиот период на закрепнување и исто така тука и психолошкиот момент и исто така колку ќе бидат тие ограничени во однос на понатаму на секојдневни обврски, работа и така. Кога зборуваме за враќање на болести, дали реконструктивната хирургија на дојка го зголемува ризикот за нешто такво? Не. Значи, ние кога веќе правиме реконструкција на дојка, веќе сметаме дека тие пациентки се во некоја ремисија, односно дека завршиле со лекувањето и дека веќе можеме ние да го повратиме тоа кое што недостасува, односно кое што претходно било на тоа место. Гледаме да, нормално нема предиспозиција во однос на појавување на тоа место каде што е направена реконструкција да се појави. Нормално, ако е се сработено претходно како што треба. Ако жената се одлучи, например, за имплант, дали самиот имплант зголемува ризик за појава на карцином? Не. Самиот имплант не предизвикува зголемување на појава на карцином на дојка. Имплантот како имплант, како и секој друга страно тело, може да направи различни проблеми, да направи компликации, али враќање на болеста не. Во текот на емисијата ќе проговориме и за можните компликации, но кога зборуваме за реконструктивна хирургија на дојка, без разлика кој пристапот, се тоа што го набројавте би се применил, дали постојат некакви возрастни ограничувања? Дали се за тоа кандидатки помлади жени или пак и ке возрастни жени може да се изведе еден ваков зафат? Нажалост, гледаме и многу помлади пациенти. Значи, се случува пациентки да доаѓаат и за реконструктивни процедури кои што се 20-21 година, кои што дали е тоа на раниот скрининг, дали е тоа во однос на самосвеста која што ја презентираме ние имаме доста кампањи на кои што им кажуваме пациентите како да се само прегледаат. Во однос на дали има на млади или стари, не, бидејќи сепак индикацијата е во зависност на здравствената состојба на пациентот. Општата состојба на пациентката е таа која што дефинира дали некој ќе може да се оперира или не. Што тоа значи? Ако има диабетес? Тоа значи, у принципа диабетес не е дотолку овакво, не е контраиндикација за ние пациент. Ако е регулиран диабет, не е контраиндикација за пациентката да се подлегне на реконструктивна процедура. А дебелината? Дебелината повеќе има проблем во анестезијата и анестезиолошката проценка. Ако е, например, некоја со висок БМИ, во тој случај може пациентот да биде, да ние викаме да има анестезиолошка контраиндикација, да каже пациентката нека ослабе, па после тоа ќе продолжиме ние со другите захвати кои што се не се животозагрозувачки, не е нешто кое што мора да се направи. Сепак е нешто кое што е за подобрување на квалитет на животот, а не е во однос на лекување на болест. Кои се обично контраиндикациите? Во однос на прва контраиндикација, ако пациентката е, да кажеме, во лоша општа состојба, да кажеме пациентката е има пациенти со малнутриција, да се пациенти кои што се кахектични или пак пациенти кои што се понатаму најверојатно ќе подлежат на дополнителни зрачења, хемотерапии. Се гледа тие работи, не се апсолутно, имаме релативни и апсолутни контраиндикации. Понекогаш гледаме и да ги ако имаме простор тоа да го направиме, гледаме да ги направиме во некој ист акт. Но доколку гледаме дека пациентката има понатаму пат, ова зборам сега конкретно за примарната реконструкција, за неодложената, него за примарната. Ако гледаме дека пациентката после тоа треба да се зрачи, ако треба да прима хемотерапија,
Така, значи може да се направи реконструкција во ист акт со отстранувањето на Да, дојките? може да се направи во исти акт. Или да се почека? Или да се почека. Тоа Како се проценува? Во зависност од договор со пациентот и во зависност од договор со самиот хирург, торакалец и онколог. Така да имаме Доколку треба хемотерапија или зрачна терапија во тој случај? Гледаме доколку треба некоја поинтензивна хемотерапија во тој случај или пак интензивна зрачна терапија, да тоа го ставиме во некој втор акт. Да гледаме да пациентот да биде здрава пред се, да си биде чиста од болеста, да не случајно да не треба повторна реоперација или пак да не треба некои други работи. Имајте во предвид дека самото зрачење, на пример, може ја зголемува можноста од појава на, сега викаме ние, капсуларни контрактури, тоа е појава на фиброзно ткиво, лузна околу самиот имплант. И тоа може дополнително да го на некој начин одложи самото опоравување на пациентка и да направи еден неубав естетски изглед на крај. Од друга страна, хемотерапијата, како што знаеме, ги напаѓа клетките кои што брзо се делат. Во тој случај, самата рана, која што треба да заздрави, нема да може да заздрави доколку имаме хемотерапија, односно хемотерапевтик кој што тече низ самата циркулација. Сега, кај овие пациентки се случува некогаш да самиот карцином биде, да речеме, има некој тип на терапија која што е хормонска терапија и која што не делува на сите клетки, па така да во тој случај можеме да се одлучиме да дадеме и да пациентката се реконструира во прв акт. Заинтересирани ли се да се направи реконструкција во прв акт? Да, имаме доста убава соработка со колегите од торакална хирургија, така да тие предоперативно не советуваат за пациентките, ги гледаме и ние, нели збориме и за големина, збориме и за да не ја забравиме и другата града, значи здравата града, бидејќи треба да се и таа коригира во нас, бидејќи за да има симетрија. За да има симетрија. Гледаме за да не ги изложуваме на повеќе анестезии, на повеќе интервенции, поради тоа што секоја хируршка интервенција има одреден ризик. Не е баш толку, не викам незаследно, значи не е баш толку безопасно да ние толку се изложуваме на толку општи анестезии, зашто сепак реконструкцијата на града пред се захтева генерална општа анестезија. Така, општа анестезија. Да. Тоа значи дека често бараат жените ваков зафат или сепак велат не. Ќе го оставам ова за понатамо. Зависи од мајндсетот на пациентката. Како е таа во моментот решена. И преценели, како што кажав, и од основната болест. Поради тоа што не е само еден рак на дојка, има различни типови, подтипови, некои се поинвазивни, некои понеинвазивни, така да гледаме да тоа на некој начин се договориме и да биде ствар да ги задоволиме сите страни. Дали помладите или повозрастните пациентки се позаинтересирани за реконструкција на дојка? Помладите сепак се позаинтересирани, поради тоа што смета дека треба да помлади пациенти сакаат да имаат убави гради, сакаат да можат остатокот од животот да го поминат, да не го размислуваат тој момент. Јас додуше сум постари пациенти кои што сега ми кажала пациентката, ми вика и да живеам уште 5 години, барем да живеам со 2 гради убави. Така да тоа ми е стварно, мислам, многу убаво звучи и стварно сакаме да искочиме пресред да тоа го направиме како што треба. Така, дојките се символ на женственоста и сигурно нивното отстранување представува голем психолошки удар. Да, пред се психолошки удар, бидејќи тоа е еден знак за женственост, за убавина, така да едноставно тоа е нешто кое што ги одликува и жените кога ќе се погледнат, значи без една града или без 2 гради, психолошкиот момент е тој кој што ги пред се оштетува многу. Така. Кога зборуваме за реконструкција со импланти, каков имплант обично се бира? Дали е тоа важно? Големината? Во однос на имплантите има различни типови на импланти.
конкретно кај нас имплантите кои што се користат, бидејќи да напоменам, на клиниката за пластична и реконструктивна хирургија и на мислам дека исто така на торакална хирургија дел од имплантите ги покрива фонд. Значи, тие се покриени од фондот на Македонија за здравствено осигурување на Македонија и пред се само кај болната града. Има некоја мала партиципација која што ја плаќаат пациентите, мислам не е скроз фри, така да, али у секој случај тоа е поиша административен дел кој што не за сега толку нас. Важно е да се каже дека кај имплантите кои што ги имаме ние се сите FDA approved, се со лиценци кои што се безбедни. Во однос на големината, тие идат, има различни големини, идат на 25 кубика, во кубикажа се мерат. Може формата да биде различна, може да биде во форма на солза, во форма на округли да бидат, може да бидат нивната текстура е различна, може да бидат мазни, може да бидат рапави. Проекцијата може да имаат ниска, средна, висока проекција. Така да, тоа се зависи од типот на градвата на пациентот, од торзото на пациентката, од желбата на пациентката и од, нормално, кај реконструктивната процедура и од другата града. Доколку се направи реконструкција само на едната града со имплант, можно ли е сепак да се постигне симетрија без да се интервенира на другата дојка? Ако другата града е мала. А само во тој случај? Ако другата страна е мала, ако другата града е помала, во тој случај да. Но доколку е голема? Ако е голема, таа ќе треба да се намали. Мислам, би требало или да нема да се добие. Значи не може да се најде баш таков имплант со кој што ќе се постигне некоја рамнотежа и симетрија. Најдобро да се интервенира и на другата. Па најубаво би било да се интервенира и на другата за да се добие колку толку приближно исти гради. Ние и самите природни гради не се симетрични, така, левата од десната. Така да гледаме да колку толку тие ги симетризираме за пациентките пред се да не носат надворешна протеза. Таа е таа што се става во самиот градник, бидејќи таа е потешка, таа е силиконски ги поти, така да не се чувствуваат убаво со надворешни протези. И сакаат едноставно тој дел да го тргнат од секојдневието, да може да се облечат прслуче нормално и да градите изгледаат пред се убаво во прслук. Такова беше корисна информација знаат пациентките кои што имаат потребна за реконструктивна хирургија по отстранување на дојка, дека имплантот е покриен од фондот за болната дојка. Да, имаме ние одредена количина која што на годишно ниво ја добиваме кој што можеме да ги искористиме, гледаме дека во последно време ги искористуваме. Да кажеме, ако пред 5-6 години сме почнале со 30 импланти, сме се качеле со 60, 90, сме на 100, така да секоја година, како што повеќе ги трошиме, толку повеќе добиваме ние од фондот импланти за реконструкција. Обично жените се одлучуваат да интервенираат и на кај здравата дојка? Да. Ако гледаат дека има голема дискрепанца помеѓу двете гради, сакаат да се интервенира на двете гради. Но покрај употребата на импланти има и други пристапи кај реконструктивната хирургија. Веќе споминавте дека може да се направи реконструкција и со ткиво од друг дел на телото. Значи со некоја автотрансплантација на ткиво. Од кои делови на телото се зема и што точно се зема? Масно ткиво ли е тоа? Вака, значи тоа што сега ќе почнеме како тема на умовет спаѓа веќе во делот на микрохирургијата. Се работи за многу покомплексни интервенции, кои што побаруваат по стручен тим, по повеќе време, по опремени сали и повеќе и нормално повеќе и материјал и концентрација и нешто кое што захтева и исто така и поголема едукација. За реконструкција на дојки од сопствено ткиво може да се искористи делот од стомакот
односно од долниот абдоминален цит, каде што се користи кожата и под кожата, и која што таа може да се на некој начин крене со се крвни садови, кои што се мали крвни садови, и тоа значи да имаме артерии, вени, во некои случаи нерви, и при тоа ткиво се зима, се откачува од долниот дел на стомакот и се прикачува горе помеѓу ребрата се наоѓаат крвните садови кои што нас ни треба, тие ги викаме ние примачки крвни садови, кои што треба понатаму тие да го хранат тој дел од кожата и подкожијата. И тука станува збор за еден микрохируршки захват кој што се работи со многу деликатни инструменти, со микроскоп или пак со лупи на големо зголемување, со конци кои што се невидливи за голото око. Така да тој дел е многу по-тежок, али и многу по-комплексен, али се добива града која што е од сопствено ткиво. Значи немаме чувство дека имаме имплант на себе, него едноставно имаме сопствено ткиво во тој дел. А во однос на естетиката? Во однос на естетиката, значи со текот на времето, нормално има некоја разлика во однос на текстурата на бојата на кожата, но со текот на времето тие веќе заличуваат една на друга. Исто така може да се направи билатерално, односно на двете гради може да се направат во исто време. Да кажеме кај пациентки кои што имале билатерална мастектомија, односно остварнување на двете дојки, во тој случај може делот од стомакот да се подели на два дела, едниот дел да се стави на едната страна, другиот дел на другата страна. И тоа е веќе па многу подолга интервенција која што трае да речеме 12 сати, 13 сати, која што бара многу концентрација и трпение. Така, бидејќи крвните садови всушност треба да се поврзат? Треба, да, крвните садови треба да се поврзат, треба да поврзаме артерија, треба да се поврзе вена. Ако најдеме нерв во текот на ваквото, може и нерв да поврземе, со тоа добиваме, може да добиеме чувствителност во тој дел на дојката. Има ли потреба некогаш да се додаде дополнително масно ткиво заради естетскиот впечаток? Да, значи масното ткиво може да се направи и липосукција, и липофилинг на градата. Значи липосукција одстранување? Може да се направи и на самата града, која што ако не ни се свиѓа формата, може да направиме, например, најчесто им смета страничниот дел од градата, каде што ние викаме, значи страничниот дел кој што искача под самите пазови. И тука може да се случи да има поголемо масно ткиво, тоа им смета и обично можеме таму да направиме липосукција. Али најчесто липосукцијата која што ја зиеме за липофилинг, ја зиеме од делот на стомакот или бутките. И пренесуваат од едно место на друго. Да, тоа е многу поедноставна процедура, тоа е саат време процедура која што ќе преживеат ли сите масни килитки што ќе ги префрлите? Не, масните килитки не преживуваат сите и тоа е нормално, бидејќи не треба да преживеат сите, односно ние затоа правиме, викаме ние overcorrection, на некој начин пулниме многу повеќе, а со текот на времето после тоа стласнува и се добива еден по-убав облик на самата града. Се случува во текот на например кај имплантот или пак и при автологната трансплантација на ткиво. Некои места да има дупка, да има као влапнатина, некој дел да е со помала проекција. Во тој случај гледаме во тој дел да го наполниме со масно ткиво и да добиеме некоја симетризација. Наполнењето со масно ткиво не е една интервенција. Секогаш може би да имаме и повеќе интервенции. Значи, за да добиеме некој убав дефинитивен изглед. Значи, тоа може да биде 1, 2, 3, 4, 5 полнења и ние да бидеме, значи, цело време тоа да го правиме. Не е ништо тоа, нити страшно, нити никаков проблем во однос на самата здравствена состојба на пациентката. Бидејќи и процедурите кои што се прават со липосукција или липофилинг, во најголем дел од случаите не побаруваат општа анестезија, побаруваат со локал потенцирана, ние викаме, значи им даваме малце ги седираме, им даваме и локално плюс, така да се издржува тоа без никаков проблем.
Ќе ги поканиме гледачите, докторе, од овој момент да се вклучат во денешната Телма амбуланта со нивни прашања. Почитувани телефонскиот број еве ќе испишан на екранот, можете да се јавите на него, да се вклучите во програма и да прашате, да поставите прашање кое е поврзано со вашите најчести дилеми поврзани со темата на која што денеска говориме. Докторе, неодамна на Универзитетската клиника за реконструктивни пластична хирургија беше направена и реконструкција на дојка со ткиво од здравата дојка. Да. Сега за каков зафат станува збор? Што се добива на тој начин? Има ли конкретно одредени придобивки? Да, има придобивки, доста. Тоа беше кај пациентка, млада пациентка, која што имаше доста голема града, која што сакаше да се реконструира, нели, нормално самата града која што беше извадена, а и при тоа да се острани голем дел од самата града која што е здрава. Како идеја, значи, бидејќи ние посетуваме доста конгреси, гледаме што се случува во странство, како идеја ја земавме таа конкретно во Барселона оваа година, на тој нивен Барселона Брест митинг, кој што го е еден од најпознатите настани во однос на реконструкција на гради. Покажаа многу овој случаи каде што можева да се направи. Всушност дел од градата, всушност долниот пол од самата града која што е на здравата дојка, го се храни од еден дел, од еден крвен сад, кој што е многу, нели, мачно и тешко, треба да се најде, да се идентификува тој крвен сад и кој што ја храни баш тој дел од самото ткиво. И при тоа, тој дел од самата града се префрла на градата која што е болна, односно која што е веќе отстранета. А остатокот од градата се намалува и се добиваат две скоро симетрични гради. Така да во однос на таа реконструктивна процедура, да се повалиме дека сме први на Балканот кои што имаат направено и имаме големи поздрави од сите професори од Барселона дека сме успеале да ја направиме и стално не прашуваат и за апдейт и како тераме, така да се горди и сме Така, честитки. Да, голем тим работеше на голем тим оваа реконструкција? Да, голем тим и сум среќен што имаме таков убав тим, значи на цела клиника од на пластична хирургија, почнувајќи, нели, од самите доктори, специјалисти, специјализанти, па целиот друг персонал кој што се ги гледа овие пациенти и кој што стварно се грижи за нив. Значи тука спаѓаат медицинските сестри и болничари кои што стварно се кај нас една од, мислам дека најдобрите во здравството. Имаме гледач, ќе го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете? Гасни го ради телевизорот. Телевизорот гасни го. Да го намалите тонот на телевизорот. Ве слушаме одлично и го очекуваме вашето прашање. Следете го вие разговорот преку слушалката. Така, да гасиме телевизорот. Така, ве слушаме, повелете. Вака. Јас сум возрастна жена. Така? Има скршеница на левата рака. Од таа скршеница со едно помагало кое што ми го стави лекарот, од притискање се скина мускул, ама мускулот толку е затегна левата града, што таа веќе стана многу помала и ова гребкава, да речеме, дојде веќе на другава страна. Подолго, бивате на година-две, ја таа рана ја лечев со доктори, со ова, со она, а никој не се нафаќат за операција да го направи да го собери то место. Не знам дали ме разбирате. Докторе, разбирате прилика за што се работи? Дали може лекарот мускулот што е истегнат од градава да го исправи, да е затврсти раната, да нагози раната, да не... Така, за да ви се врати дојката во нормалната
положба. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Претпоставам дека за ова ќе биде потребен некој преглед. Може ли да се реши ова? Да се види зашто станува збор. Пред се да се види, значи покрај тоа што се работат, треба да се види специјалист од торакална хирургија, да се види ортопед, нормално бидејќи они се за мускулоскелетни заболувања, така да ние во однос на делот во однос на тој дел, мислам дека доколку не добиеме особени насоки за како да постапиме од претходен преглед нивен, мислам дека нешто друго не би можеле да Така, значи прегледот да биде кај торакалниот хирург или ортопедот. Али пред се и ќе треба дополнителни испитувања, нели нормално, магнетни резонанци, компјутерски томографи, да се види зашо станува збор и за дали станува збор за некоја рана или пак за нешто друго. За нешто друго, така. Ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Голем поздрав за вашата емисија и вас. Ви благодарам. Најголем поздрав до мојот доктор Благој Србов. Јас сум папа хирургка која што беше прва на Балтин. И многу ми е мило, кој млад, успешен доктор, има покрај себе и чест го немам што го направил и што наистина влија многу според мене. Ми помогна и секогаш беше тука за мене кога не беше тој на работа и се јавуваше по телефон да ме праша како сум. Никогаш нема да го заборавам доброто ми. Како први човек, па потоа како доктор. Многу ви благодарам. Ви благодарам што се вклучивте во програма. Благодарам. Да, убави комплименти, докторе, во однос на вашата посветеност на професијата. Кога станува збор за микрохирургијата, потребни ли се посебни обуки за да може да се изведуваат вакви комплексни операции? Да, треба обуки да се имат на овој тип на интервенции, бидејќи сепак се интервенции кои што не се работат толку често. Се интервенции кои што побаруваат, пред се кажав, тим, бидејќи се долги интервенции и треба стручен тим кој што знае зашто станува збор, да знае да ако еден се измори, каде другиот да продолжи. Така. Во однос на едукациите се многу важни самите едукации. Среќа ние имавме можност да и во текот на мојата специјализација да посетиме доста центри каде што сме биле присутни и каде што ни давале ние нели да работиме и не подучувале, а исто така има и дел каде што ние ги учиме дел од овие интервенции на курсеви кои што се кадаверични курсеви, покрај тоа што ги организираме ние кај нас, имаме во странство и во најпознатите се во Австрија, каде што дел од нашите специјализанти. Јас кога сум бил специјализант ги имаме посетено многу пати, така да ние сме благодарни што во текот на самата специјализација сме имале можност да бидеме дел од тие. Сега ви предстои во Шведска една обука? Да, всушност тоа е fellowship кој што од 1 јануари го добив јас, каде што кидам во Шведска 6 месеци. Конкретно за оваа микрохирургија. Тоа беше јавен конкурс за сите пластични хирурзи во светот да може да аплицираат за таа програма и значи они направија, има преку 100-120 души кои што веќе имале аплицирано пластични хирурзи, направија селекција, имавме прават селекција во однос на резимето кој што им го праќаме CV-то, прават селекција, потоа имавме онлайн интервју со тројца професори кои што гледаат како размислувате, што мислите и како тоа би било понатаму за државата во која што ќе се вратите. Значи, они гледаат и тоа каков удел ќе има. Бидејќи досега сите кои што се прифатени на таа програма се, ја како што ги гледаме претходно се Оксфорд, Кембридж, Харвард, едно друго и на крај сега доаѓа Македонија за прв пат. Македонија. Честитки, одлично. Така да ќе биде убаво искуство пред се за да можеме да им помогнеме на сите пациенти многу повеќе да им скочиме во пресад постручни, да бидеме и ние и нашата болница пред се. Докторе, што се случува доколку кај пациентката не може да се зачува ареолата или пак пупката?
Во последно време најголем дел од интервенциите кои што ги прават пред се зависи од типот на карциномот. Ако карциномот пак ова е во делот на торакалната хирургија и ние се договараме, нели, ние секогаш сакаме да оставиме брадавицата. Но тоа не секогаш е возможно. Тие сака да ја отстранат и тука сме ние, нели, се побиваме, гледаме кога стварно има простор да се зачува, тие стварно ја зачувуваат. Но доколку да речеме станува збор за карцином кој што може да направи рецидив во делот на самата брадавица, во тој случај се отстранува самата брадавица, но во текот на реконструкцијата на градата, после одредено време, кога ќе имаме дефинитивна положба на самите импланти или пак самата реконструкција од сопствено ткиво, бидејќи треба најмалку 3 до 6 месеци за да добиеме ние некаков финален изглед, бидејќи имплантите првин се поставуваат високо, па се спуштаат тие со текот на времето, а истото и за самото ткиво ако го трансплантираме, чекаме да тоа да добие некаков тип на форма која што би била дефинитивна. И нормално, има одредени димензии кои што ние ги мериме за точно да ја позиционираме самата брадавица. Бидејќи има одредени стандарди кај треба да седи самата брадавица. И таа можеме понатаму да ја реконструираме со локална анестезија се реконструира, се прави еден тип на дел од кожата се зема, се прави како брадавица, но исто така може да се зема и да се тетовира, меѓу другото, тоа е како најлесно за нив, тоа не спаѓа во реконструктивна оваква, него тоа е тетоважа, или пак може да се земе и кожа која што е потемна, да речеме од ингвиналните делови, кои што потоа се зима и се трансплантира на друго место, само како кожа, за таа да биде потемна, да личи на сама брадавица и да потсеќа на нешто приближно. Има можности, има начини, има потребни поглави кои што се посветени само за тоа. А дали жените ќе имаат некаква чувствителност на дојката која што е добиена со реконструкција? Веќе споминавте доколку се поврза некој нерв при трансплантација на сопствено ткиво. Тоа е веќе тоа е една од поновите работи. Што е со останатите? Да, тоа е една од поновите техники кои што се работат. Неуротенизација се вика на самата брадавица, каде што може на реконструираната дојка да се земе дел од нерв, односно кожа, односно да се земе графт, нервен графт или од друго место, или да се најде во делот на градниот кош, и прито тој нерв да се поврзе со делот од самата брадавица и да се добие некаков тип на сензибилитет. Значи, носи некаков ризик овој зафат, бидејќи споменувате нерв? Не, тие се сензитивни нерви, тие се нерви кои што пред се спроведуваат чувство. Значи не се за сензибилитет. Не се нешто кое што нели би можел да кажеме некој моторен нерв па да ни оштети дел од мускул или сепак се работи за нешто кое што искрено кај нас не се дотуку тоа практикува. Има во дел од европските земји кои што го работат тоа, али е едно поново поглавје кое што ние викаме лошиот дел нели проаѓа, големите делови се завршуваат веќе и тука, веќе се финеси. И за да се направи подобар квалитет на животот на жената. Бидејќи квалитетот на животот на жената не е само нели физичкото, него и психолошкото здравје. А носат ли ризик од одредени компликации и овие зафати? Секој хируршки зафат има сопствен ризик на можни компликации. Секој. Значи, буквално, не знам, зап да извадите поможе така, јасно. Така да, нели, нормално. Може да се случи на најбанален зафат пациентката да направи инфекција на тој. А докторе, потоа како се следат овие дојки што се формирани во процесот на реконструкција? Дали се прави ехо, се прави ли мамографија, може ли се тоа да го отежни следењето на болеста, да речеме, на карциномот? Не го отежнува следењето на болеста, но си побарува да пациентката да си продолжи со редовните прегледи кои што си ги правела како и до сега.
односно дали тоа ќе биде на пола година, дали ќе биде на година дена, има на 2 години мамографија. Сепак ова е дел кој што го резервирам за колегите од радиодиагностика. Тие сигурно повеќе знаат да кажат, ние им викаме да си ги следат препораките кои што им ги даваат тие. Има се прави ехо, може да се направи магнет, кај еве сега слушам поново дека некојаш и прават и мамографија со имплант. Значи порано беше дека не може да се прави, сега слушаме дека може да се прави. Така да тој дел од следењето сепак го резервирам за они да го кажат постручно, да го појаснат, но може, тоа е најважно дека може и е потребно. Мора да се следи. Мора да се следи и другата града. Така Опоравувањето колку обично трае? Зависи од што. Зависи. Значи, со импланти претпоставам дека е најбрзо. Значи, оперираме еден ден, наредниот ден си одат дома. Значи, буквално 24 сати болница. Кај овие пациенти, например, кај пациентите кои што кои што им земе ткиво од стомакот, и сигурно и таму има рез кај стомакот. Тука треба опоравување. Значи, они пред се свиткани 3-4 дена се свиткани. После тоа викаме ние 10 дена одат како бабички, односно треба да идат подгребавени за да не се истегнат. Така да тоа всушност они добиваат на некој начин и абдоминопластика добиваат, односно затегнување на стомакот. На стомакот добиваат. Така да и тој дел се решава. Така да од друга страна треба да се внимава и со самото ткиво кое што е наместено во тој дел, бидејќи ризикот за изумирање постои и е прилично висок. Значи, тие крвни садови толку се мали, што многу лесно може да тромбозираат. И ако тоа е еден крвен сад кој го искранува целото тоа ткиво и тромбозира, целото ткиво изумира во тој дел. Така да треба да бидеме многу внимателни. Ние, првиот ден, после операција, ги мониторираме пациентките на пола саат до саат време. Имаме специјален доплер, кој што на пола саат и саат време, 24 сати, мониторираме да видиме дали функционира тој крвен сад. Бидејќи ако не функционира тој крвен сад, мораме ние да влеземе во операционна сала повторно да го ревидираме. Бидејќи ќе изумре во рок од 6 сати. Така да е прилично комплексно, конкретно за пациентката која што беше од една града, 2 мали, кај незе имаше па друг момент дека тој тип на интервенција многу лесно може да направи проблеми со вената и мора она да лежи. У принцип ние им кажуваме да лежат една недела во болница, бидејќи тука сме ние ги регулираме и им даваме и соодветни лекарства. Дали тоа ќе бидат за тромбопрофилакса, антиагрегационна терапија, антикоагулационна терапија. Им даваме доста терапија за болка, бидејќи имаат болка, а самата болка може да направи вазоспазам и да направи на некој начин да ја намали и самата прокрвеност на самиот резен кој што ние сме го направиле. Така што претпоставам дека им ги предочувате сите овие работи на пациентките, па тие бираат, ќе се извагаат, што во нивниот случај сметаат дека е подобра опција. Имаме разговор со нив пред да почнеме со било каква интервенција, им кажуваме сите можни работи кои што може да се случат, сите можни компликации, сите можни се што може да тргне на лошо. Они се запознаени и они во тој случај одбираат дали ќе продолжат со едниот тип или другиот тип на интервенција. Во однос на имплантите, зошто се, например, ќе кажете што ќе ни е таа долга интервенција ако може само имплант веднаш да се заврши, да. Многу пациенти не сакаат имплант, не сакаат туѓо тело да имаат во сопствениот организам. Може ли организмот да сака да го исфрли тоа туѓо тело или пак сме виделе снимки кога има фиброзно ткиво околу самиот имплант? Да, тоа е таа капсуларна контрактура која што ја споменавме на почетокот, дека самиот имплант ќе го извади организмот, нема. Но дека може да се случи да тој направи толку силна реакција сврзното ткиво да го згручи и тоа да изгледа
толку неубаво, односно да изгледа како да имате ставен еден камен во градата. И во тој случај ние викаме дека организмот го препознал како туѓо тело и тоа влијае за тоа да го намали. У принцип, самите импланти кои што се сега направени не се толку подложни на стварање на капсуларни контрактури. Али исто така, ако постои евиденција дека се направила капсуларна контрактура, во тој случај фондот не ја покрива интервенцијата, но ја покрива интервенцијата самите дистрибутери на импланти, бидејќи они гарантираат дека нема да се случи. Така да... А постои ли потреба по 10-20 години да се промени имплантот? Порано имплантите кои се ставаа беа со доживотна гаранција. Сега почнаа да ги намалуваат гаранциите, па беше 30, па 20, па сега 15, така да, али тоа повеќе ги информираат пациентите, самите дистрибутери од кај што се набавуваат самите импланти, бидејќи и они имаат соработка со нив и им кажуваат дека што, како понатаму, нели нормално и ние ги имаме тие информации. Ако нема никаков проблем и ако се е вред, апсолутно ситираме како што треба. Какви се реакциите на пациентките кога ќе го видат резултатот веднаш по интервенцијата? Веднаш по интервенцијата, значи, они се пред се среќни дека гледаат дека не треба да носат надворешна протеза. Тоа е една од најважните работи. Друга работа, имаат 2 гради. И они се среќни, они се задоволни и они сакаат да ништо друго не ги интересира. Значи буквално они вика сакам да имам гради за во прслук, да вика нема да имам топле за се сончам и да се шетам. А и битно ми е да имам гради за во прслук. Тоа влијае понатаму и доста, значи ние сме имале пациентки кои што влијае, нели како што кажам, психолошки на сексуалниот живот им влијае исто така. Така да тоа е многу важен момент во целиот развој и понатамошен тек на животот. И сосема накратко, доктор, имат ли кај нас пациентки кои што превентивно сакаат да ги отстранат градите, доколку се носители на некоја генска мутација која што е поврзана со зголемен ризик од појава на карцином на дојка, нешто слично што направи Анџелина Џоли? Да, тоа го потегна Анџелина Џоли, тоа мислам дека 2007 може тој период од прилика, али понатаму кај пациентки кои што имаат во фамилијата, кои што имаат генетска предиспозиција за карцином на дојка, односно ние викаме одреден тип на ген кој што го поврзуваме со можни понатамошни појавувања на карцином на дојка, се испитуваат во мано. Значи тие има за тие одредени мутации. Така. И доколку добиеме позитивен наод, во тој случај можеме да им направиме превентивна мастектомија и да се стави имплант кој што исто така го покрива фонд. Аха, и во тој случај го покрива фонд. Доколку имаме црно на бело дека постои таа мутација кај таа пациентка. Докторе, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Марија. Се надевам дека ќе се видиме повторно. Да, фала ти многу. Почитувани, ви благодарам и вам за вниманието со кое што и денеска не следевте и ви посакувам пријатен ден.